Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денес ќе зборуваме за емпатијата. Овие содржини од емпатијата се внесени во 70-тиот чекор од книгата на авторката Шефалица Бари Родителска карта. Во минатото видео повеќе зборував за она што не е емпатија, тоа беа содржините од Шефали, а денес ќе зборуваме повеќе за емпатијата. Значи овде во овие содржини денешните Шефали објаснува што всушност значи емпатија и дава примери за неа и како да искомуницираме емпатија на најдобар начин со децата, особено во моментите кога децата не обвинуваат за нивните неуспеси. Ајде сега ќе видиме во следните содржини. Прво, Шефали објаснува што е емпатија. Спрема неа, емпатијата е поврзано со тоа како се чувствува нашето дете, а не како мисли нашето дете. Значи, емпатијата содржи обрнување на внимание на чувствата на нашето дете. Ако нашето дете, например, ни каже: ги мразам наставниците, го мразам училиштето, кој би бил емпатичниот одговор од наша страна? Емпатичниот одговор би бил кога би му кажале: те слушам, гледам колку ти е тешко да ги сакаш наставниците и училиштето и мора сигурно да ти е многу мачно да стануваш секој утро на училиште да одиш и да ги гледаш наставниците. Можам да го разберам тоа и го почитувам тоа што го кажуваш. Значи, емпатијата овде го носи потврдувањето или ја носи валидизацијата на уште повисоко ниво, каде што ние се обидуваме да ги почувствуваме чувствата на другата личност. Значи, влегуваме во едно искуство заедно со валидизацијата, ги запознаваме, се среќаваме со искуството на самото дете, таму каде што е, и преку една емпатија ги поддржуваме. Едноставно кажано, што подразбира емпатијата? Емпатијата подразбира едно многу подлабоко чувство на отвореност спрема емоционалниот одговор на другата личност за одредена ситуација. Например, ако нашето дете ни каже дека ќе полага тест по математика утре и гледаме тој ден колку е вознемирено, колку е нервозно, и ние би можеле да му кажеме со емпатија, например, би можеле да му кажеме следните зборови: гледам колку си нервозен, гледам колку си вознемирен, го ценам твоето искуство, иако јас не сум ти, но сепак можам да ги почувствувам, да го почувствувам она што ти го чувствуваш во овој момент, да се поврзам со тебе. Гледам дека доживуваш голем број на емоции. Ако сакаш, можеш да ми кажеш нешто околу тоа. Како би изгледал неемпатичниот одговор? Кога би му кажале на детето, например, престани да размислуваш постојано околу тоа нешто, ајде ќе се снајдеш, верувај повеќе на себе си и ќе видиш дека ќе положиш, секогаш си многу подобар од колку што мислиш, оценките мене гледаш дека не ми се важни, мене само важно ми е ти како се чувствуваш за себе и така натаму. И вториот одговор објаснува дека иако изгледа тој дека е позитивен и дека ги кажува исправните работи, меѓутоа има еден недостаток, а тоа е недостатокот емпатија. Зошто? Затоа што многу повеќе овде гледаме дека во овој одговор родителот се фокусира на своите чувства отколку на чувствата на детето. А емпатијата токму го бара спротивното. Емпатијата бара ние да се фокусираме на чувствата на другите многу повеќе, дури и кога не се согласуваме со она што тие го чувствуваат или нивната гледна точка. И затоа токму поради тоа Шефали вели дека емпатијата, да се биде емпатичен, навистина е тешко од наша страна како родители, но уште потешко е кога нашите деца ќе не обвинат за неуспесите кои што
тие ги направиле како искуство свое, ги доживеале, или пак кога тие не сметаат за одговорни за нешто кое дека нас не сметаат одговорни за нивните неуспеси. И зошто е тешко да бидеме емпатични тогаш? Затоа што најчесто кога тоа ќе се случи, ние емпатијата ја фрламе низ прозорец и влегуваме во една состојба да се браниме себе си. Значи, ние најчесто тогаш го изфрламе човечното од нас, го забораваме човечното и влегуваме во една состојба на овстаночен мод. Например, кога нашето дете ќе се врати од училиште и тестот го положил со слаба оценка и ни се обраќа со зборовите ти си виновен или ти си виновна затоа што никогаш не покажува затоа што никогаш не покажувам слаби оценки на тестовите по математика, постојано ме прекоруваш кога учиме, постојано ме напаѓаш, ми викаш, ме правеше да се чувствувам лошо. И ако беше потрпелива, ако беше посмирена и ако ми покажеше повеќе храброст, да бидам повеќе храбра, јас ќе се снајдев поинаку. Немаше да добијам ваква лоша оценка. И Шефали ги прашува родителите, на вистина е тешко ова да го поднесеме кога нашето дете ќе не обвине. Зошто? Затоа што се чувствуваме како да сме лажно обвинети. Меѓутоа, таа вели, овде ние како родители на вистина имаме два избори, или да влеземе во еден сочувствителен, значи емпатичен одговор да им дадеме на децата, или пак едноставно да не го признаеме нивното искуство, нивните чувства, да ги негираме и да ги отфрлиме. Како би звучел тој емпатичен одговор, кога би му кажале: гледам колку навистина си во болка заради слабата оценка. Ја разбирам твојата фрустрација, сваќам колку ужасно се чувствуваш, разбирам што мислиш за мојот приод, за мојата улога тука како родител. Целосно го разбирам твојот гнев спрема мене, значи можам да ја видам твојата гледна точка, затоа што сум одговорна, навистина 100% сум одговорна за тоа што ти се случи, бидејќи бев нетрпелива спрема тебе, бев несвесна, се однесував неодговорно и го почитувам тоа што си луд, затоа што таа е вистината. И јас би била луда спрема себе. Навистина треба подлабоко да проанализирам околу начинот на кој што се однесував спрема тебе, зошто така се однесував спрема тебе. Може би ќе треба да почнам да работам на себе. Види, навистина мене многу ми е жал за она што го предизвикав кај тебе. Постапив многу непромислено и можам токму поради тоа можам да замислам како се чувствуваш. Би сакала да ти помогнам, затоа што јас сакам себе си да си помогнам за моите нетрпеливи начини на однесување, да можам да ги сменам. Те молам, дај ми шанса. И таа вели, ова е многу тешко како родители да го направиме, особено затоа што најчесто, кога така детето нас ни кажува во нашата глава што се случува, се почнуваат да се раѓаат или да се ројат голем број на мисли од типот, ама што ми кажува мене сега моето дете, јас цело време му помагав, а тоа мене ме напаѓа. Се однесува како јас да ја сгрешив сета таа работа. И ако Шефали вели почнуваат вакви мисли на почетокот да ви се раѓаат, сигурно е дека за кратко време кај вас ќе избие едно емоционално цунами и ќе почнете да разгорите една реактивна едно реактивно однесување спрема вашето дете, дури и да влезете во една поголема реактивност, например со зборовите, да му ги кажете: ма зашто зборуваш ти, што зборуваш, што е ова што го кажуваш за мене, мене не ме обвинувај за твоите лоши оценки. Јас бев толку услужива, бев љубезна спрема тебе, бев трпелива спрема тебе, зарем ти не се сеќаваш колку часови потрошив на тебе, па цела ноќ бев со тебе заедно со тие задачи твои по математика, а ти цело време ништо не ме слушаше, беше цело време расеан, ништо не те интересираше, зарем
сега не сакаш да си ги признаеш твоите грешки, да си ги признаеш твоите лоши оценки. И престани веќе еднаш да ме обвинуваш за се она што лошо ти се случи и за твоите лоши оценки за на училиште. Просто не можам да поверувам колку си неблагодарен. И Шефали овде им објаснал на родителите, додека ги пишувала овие реченици во својата книга, колку наглас се смеела. Зошто? Затоа што таа била истата таква мајка која се однесувала на ист начин спрема својата ќерка со овие исти зборови. Зошто? Затоа што таа вели е многу тешко ние како родители да останеме смирени кога нас децата ќе не нападнат. Зошто? Затоа што тогаш најсилно се активира нашата одбрамбена моќ и ние наместо да можеме да ги видиме децата, ние забораваме за нив, за нивните чувства и се фокусираме главно да ја заштитиме нашата слика за себе. И токму поради тоа Шефали вели, јас не ве обвинувам вам родители, туку сакам само да го освестам моментот дека навистина многу е тешко родител да може да се фокусира на чувствата на детето кога се чувства лажно обвинет, кога мисли дека се чувства лажно обвинет и токму тогаш да станеме, да влеземе во една емпатична состојба за нас изгледа како една невозможна родителска мисија. Меѓутоа, она што сакаше Фали да ни го каже е дека емпатијата пред се представува едно високо развиена човекова уметност. Значи, емпатијата представува една високо човекова уметност, која треба ние да почнеме да ја вежбаме, да ја учиме, за да можеме да ја внесеме во комуникацијата со нашите деца. И за да ни помогне Шефали ова да го направиме, таа создала една скратеница од 5 букви, англиски букви, буквите DREAM. Ако се подредат едно по друго и така е, чекорите, значи кога ќе ги подредиме поред, го создава зборот dream, меѓутоа нема врска со тоа. Сега јас по продолжение ќе ви ги објаснам зборовите што значат на англиски јазик и секој чекор на пократок начин ќе ви го објаснам што значи. Првата буква беше буквата D, на англиски D, од англиските зборови. Таа буква ги содржи англиските зборови detach and depersonalize, или на македонски преведено одвојување, одвојте се и тргнете се настрана од тоа премногу лично да си ги земате зборовите на вашите деца или чувствата на вашите деца. Зошто? Затоа што овој чекор е клучен за да може родителот да влезе во една сочувствителност со своето дете. Емпатијата бара од нас да не ги сваќаме работите премногу лично со нашите деца. И дури кога чувствуваме дека не се согласуваме со она што децата го кажуваат и со она што начинот на кој тие се чувствуваат, но многу е битно при тоа ние, кога така се случува, Шефали ни дава една мантра која што треба тогаш да си ја кажеме, тоа е јас не сум тоа што го кажува моето дете, или ова не се однесува на мене, јас не сум ова не се однесува на мене. Во однос на втората буква, Р, на англиски јазик, таа се однесува на зборовите recognize and respect, или препознај ги чувствата на своето дете и почитувај го нивното гледиште. Дури кога не се согласуваме со нив, значи да ги признаеме нивните чувства, да изразиме нашата почит спрема децата на еден директен начин. Третата буква, таа е И или Е на македонски јазик, се однесува за англиските зборови extinguish your ego, или на македонски преведено згаснете го вашето его. Што значи тоа? Родителот да се воздржи да влегува во една реактивна состојба во која ја носи постојано маската на его. Значи, наместо постојано родителот да се крие зад маските на егото, да се обиде да го разбере гледиштето на другата личност, во овој случај да се обиде да го разгледа и да го
свати гледиштето на своето дете, искуството негово, да може да го разбере. И токму прето Шефали вели: родители, внимавајте постојано на реактивноста која што ја носите во односот со вашето дете, настојувајте што повеќе да го кротите во односот со вашето дете. Четвртата буква беше А. Буквата се однесува на зборовите apologize and be accountable. На преведено на македонски јазик подразбира да се извиниме и да бидеме одговорни. Што значи тоа? Да изразиме вистинско кајање за она што сме им го предизвикале на децата како болка. И тоа кајање да не биде само едно изразено преку едни празни зборови, како еден збир од празни зборови, туку пред се да биде еден длабоко почувствуван одговор од преку кој што нашето дете ќе може да навистина да осети, да почувствува дека ние сме разбрале како нашето его ја предизвикало болката кај нив. И дури ние да не се согласуваме со нивното искуство и со она што тие го чувствуваат во дадениот момент. И петтата буква М се однесува на англиските зборови mend and make new. Во превод поправете и создадете ново. Значи родител да почне да креира план за действување во иднина, кој не значи само прифаќање на одговорност преку изразување на кајање, извинување, туку таа одговорност за болката на детето да ја смени, да ја направи, да ја трансформира во насока на менување на нашиот начин на однесување. Односно, ние да направиме промена на себе си, на нашето однесување до тогашно однесување кое што предизвикало болка кај нашите деца, дури и да не се согласуваме со нивното искуство. И Шефали овде понатаму, сега повеќе ќе зборувам, ќе читам отколку што ќе зборувам, затоа што преку овој главен пример на емпатија кој што го дава Шефали, овде повеќе ни сака да ни каже како овие 5 чекори, како критериуми, на кој начин тие ја покажуваат вистинската емпатија. Прво ќе ви го прочитам примерот, а потоа продолжувам со нејзината анализа. Одговорот беше: гледам дека сега те боли, ја разбирам твојата фрустрација, сваќам колку ужасно се чувствуваш, разбирам што мислиш за мојата улога во тоа што доби слаба оценка, целосно го разбирам твојот гнев кон мене, значи можам да ја видам твојата гледна точка, јас сум одговорна 100% за мојот дел, затоа бидејќи навистина бев несвесна, бев нетрпелива, се однесував неодговорно и почитувам што си лута, затоа што навистина така беше. И јас бев, да бев на твое место, истото би го чувствувала. И навистина треба да се приспитам самата себе си подлабоко за она што ти го направив, за она што ти го предизвикав. Може би ќе треба да работам повеќе на себе околу тоа. И дури навистина сваќам како се чувствуваш, што и она што ти го предизвикав, го разбирам потполно. И затоа тука сум за да ти помогнам, затоа што јас самата сакам да се ослободам од сите тие мои нетрпеливи начини на однесување. Те молам, дај ми шанса. Сега овде ќе анализираме реченица по реченица, на начин на кој што тој го правеше Шефали, за да може вас како родители да ви стане јасно како да влеземе во една емпатична комуникација со нашите деца. Првите зборови како покажуваат разделување или отуѓување од она што нас децата ни го кажуваат. Или како ние да не си ги земаме премногу, во кој дел не ги земаме премногу лично зборовите на децата или чувствата на децата. Во делот кога
во тој емпатичен одговор, значи го кажува родителот, гледам дека си во болка во моментов. Ја разбирам твојата фрустрација, сваќам колку ужасно се чувствуваш. Овие зборови, преку овие зборови, што формира овде родителот? Го формира вистинскиот одговор за искуството на детето, а не за собственото искуство. Значи, овде одвоеноста и деперсонализацијата се многу битни. Зошто? За да можат децата самите да се видат дека се разбрани и дека се слушнати за нивните искуства од страна на родителот, а не родителот да мисли дека се што се случува е заради него. Понатаму, таа го споредува емпатичниот одговор со неемпатичниот одговор. Кога родителот, значи, му вели на детето, не ме обвинувај за твоите лоши оцени, бев многу услужлива, трпелива, љубезна, како не се сеќаваш, седев со часови, ти помагав постојано, ти беше расеан, те молам признај си ги твоите лоши оценки, престани да ме обвинуваш, колку си неблагодарен, не можам да поверувам. Значи, во вториот одговор, гледаме колку не е надминато егото на родителот. Колку тој се уште лично овде си ги зема зборовите на детето. И овде родителот цело време комуницира дека се е заради него. Се овде е околу егото. И овде Шефали ги прашува родителите дали можеме да ја забележиме разликата. Значи, овде се однесува повеќе заради самиот родител. Како е покажано почит и признание овде во овој емпатичен одговор? Преку зборовите. Разбирам што мислиш за мојата улога. Целосно ја разбирам твојата фрустрација, твојот гнев кон мене, можам да го видам од твоја гледна точка. Овде ги препознаваме и почитуваме чувствата на децата. Значи, без да ги намалуваме, без да ги менуваме нивните собствени гледишта или искуства. Значи, овде родителот ја почитува лутината на своето дете, наместо постојано тој да има една претерана реакција, на реактивност и да му кажува на детето, да го осудува со коментарот, например, секогаш ти си лута за ова или за она, уморна сум од твојата лутина, можеш еднаш да престаниш да бидеш лут спрема мене и така натаму. Дури и оваа изјава која што им ја кажуваме на децата да не е во согласност со она што ние го мислиме, Шефали вели да им кажуваме на децата да престанат да се лутат кога тие се лутат, представува една од најнеодговорните работи кои што родителот може да ја направи, затоа што родителот треба да ги чува овие негови мислења за себе за еден многу посоодветно време. Значи, во таквите моменти, за да може родителот да влезе во една сочувствителна енергија со детето, мора да внесе повеќе љубезност во односот со своето дете и наместо да биде реактивен, да биде многу помудар. Понатаму трето, како е покажан обид да се изгасне егото од страна на родителот во овој емпатичен одговор? Со зборовите. Јас сум одговорна за мојот дел овде. Ти си 100% во право. Бев многу несвесна, многу неодговорна, се однесував многу несвесно, го почитувам тоа што си лута и јас би била лута на мене. Токму овде вели Шефали дека ние го поседуваме нашето его како родители, меѓутоа ова е најтешкиот дел од процесот на емпатијата, особено ако ние како родители не сме се уште излечени однатре, на некој начин се уште бараме потврда од надвор, или пак се уште сме скршени. Зошто? Затоа што ако не сме си ја завршиле својата работа, овој одговор ќе предизвика ние да се почувствуваме поразително во однос спрема детето. Значи да го доживееме како пораз. И можеби тогаш во таквите моменти ние ќе сгрешиме и ќе кажеме нешто како
уморен сум од твоите реакции кон мене, толку се трудам, а ти едноставно не сакаш да ме разбереш, не го цениш тоа. Значи, ова всушност ние несуваме една егоична реакција кон детето. Но, иако е така, Шефали вели, сепак многу е тешко ние да влеземе во емпатија со нашите деца, но тоа е она кое што е потребно да го направиме за да можеме да им помогнеме околу нивните тешки емоционални чувства. Понатаму, како изразуваме извинување и одговорност? Преку реченицата, многу ми е жал за она што го направив. Навистина се однесував непромислено и навредливо. Можам да разберам зашто се чувствуваш вака. Идеалниот начин на изразување кој би бил? Спрема Шефали. Не би било извинувањето, меѓутоа доколку внесеме повеќе срце и повеќе душа, кога се извинуваме во односот со детето, навистина овие зборови не би изгледале празни и нашите деца сакаат многу помалку да го почувствуваат нашето извинување, туку тие сакаат многу повеќе да ја почувствуваат нашата искреност, значи да не се трудиме многу повеќе околу начин на кој што ќе му го околу зборовите, околу изборот на зборови кои што ќе му кажеме, туку да се потрудиме повеќе околу на кој што искреното чувствување спрема нив, затоа што понекогаш ние мислиме дека се извинуваме, меѓутоа едноставно тоа како да не доаѓа од нашето срце и тогаш што правиме? Тоа всушност представува едно лажно извинување од наша срца, затоа што ние не сме во состојба да можеме да допреме од нашето срце кога сакаме да им се извинеме на нашите деца. И тоа како би изгледало едно искрено извинување, овде Шефали не посочува, би можело да звучи, например, кога би му кажале многу ми е жал што се чувствуваш вака, ама ти ми викаше толку многу што конечно јас се вознемирев и јас почнав да викам. Следниот пат те молам, не викај. Навистина ми е жал што те повредив. И тука Шефали им објаснува на родителите дали можете вие да ја видите разликата во двете извинувања. Едниот што вели? Жал ми е што јас, а другиот што вели? Жал ми е што ти. Значи во првиот овде дел родителот презема одговорност, а во вториот случај обвинува. Меѓутоа таа вели само свесноста е таа која што може да овозможи ние како родители да ја овидиме разликата помеѓу овие две начини на комуницирање. И последниот чекор, како во ова изјава, емпатична изјава, сме успеале да покажеме дека сакаме да се поправиме и да направиме нешто ново. Тука, преку зборовите, тука сум да ти помогнам да продолжиш понатаму, сакам да ги сменам моите нетрпеливи начини на однесување, ќе ми дадеш ли шанса? Значи, овде сакаме да се поправаме како родители, значи преку овде родителот покажува дека сака да се поправа, сака да се создаде нов начин преку креирање на нов план за акција и еден вид тоа би представувало враќање на родителот од умот, од реактивноста кон своето срце. Значи да создаве, да искрее еден нов начин преку кој што тој ќе може да се промени и да влезе во своето срце, да се поврзе со своето срце. И зошто? Затоа што самото извинување не е доволно. За децата навистина заслужуваат вистинска трансформација од наша страна. Зошто? Затоа што грижата наша, тие најмногу можат да ја почувствуваат кога таа е представена многу повеќе од колку нашите зборови. Затоа што грижата најмногу кога ја покажуваме, кога ќе направиме промена во начинот на кој што се однесуваме спрема нашите деца. Кога остануваме само на зборови, а не правиме промена, тогаш остануваат нашите зборови неслушнати и децата едноставно
не можат да не разберат. Не го земаат тоа во предвид. И затоа децата не сакаат само ние да му се извинуваме, туку тие навистина сакаат да го промениме нашето сопствено однесување. И навистина ова е нешто кое што им го должиме. Да се опитеме ние како родители да можеме да им подариме на нашите деца наша духовна промена. Значи тоа едно наше духовно богатство е навистина да влеземе во една духовна промена на себе си, во насока на наш собствен раст и развој, преку кој што и ние ќе оствариме таков раст и развој кај нашите деца. И затоа велиме дека нашите деца се навистина наши духовни учители, затоа што тие се тие кои навистина го потикнуваат нашиот раст и развој. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.